Добре дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е министерот за здравство, господинот Фатмир Меджиди. Министре, во изминатите 4-5 месеци колку што сте на оваа функција, што освен кадровските промени успеавте да реформирате во здравството? Конкретно од првиот ден започнавме да работиме во сите насоки. Верувајте дека здравството, како што знаете, цела јавност и пациентите знаат дека е во тешка состојба, во лоша кондиција. Ја би кажал дека не е тоа заради тоа што нема средства и мислам повеќе заради организацијата, ке ни треба нова реорганизација и систематизација на целото јавно здравство во нашата држава. Тоа што е најголем проблем, ги гледаме ние како инвестираме нели и во методи, но објектите се руинирани во целост низ државата. Работејќи до пред 4 месеци како невролог, секојдневно се соочувавме со ред дефицитарни работи и проблематики и тоа како прво што го најавивме тогаш беше ажурирање на позитивната листа која не е ажурирана, како што знаеме, ја викав 10, некои викат 15 години. Веќе сме при крај со комисијата и со сите подготовки, веќе ќе почнат компаниите заинтересирани да аплицират. Тоа го правиме со цел, зашто знаете 21 век, медицината напредува, е жива материја и треба поиновативни, ефективни и квалитетни секојаш лекови. Ќе зборуваме и за тоа каква е состојбата подолу во интервјуто. Кога ја спомнавте организацијата, најавивте на почеток дека ќе ги укинете економските директори на клиниките. Укинавте ли и колку? Точно така, тоа што законот го применува за сега, се уште се назначуваат, на жалост, такви организациони директори, зашто законот е таков. И ја се нафатив со тој проблем и од првиот ден почнав да работам и веќе негде пред месец дена информацијата ми е во влада. Реков дека на вистина во овој тука простор што живееме, мал простор околу километар квадрат, 66 директори, 33 правни субјекти, управни одбори, што воопшто не се потребни според нашите статистики и пресметувања. Чекате ли одобрување од владата сега за да ги бидат укинати тие места? Точно, и ние се договоривме и во влада и со сите и разгледуваме и со фондот за здравствено осигурување, се договараме дека најдобро е од 1 јануари 2024 што ја настојувам и за тоа тогаш да почне да функционира. Тоа подразбира дека во тој момент ќе ги снема овие организацијски директори, тоа не значи дека ќе останат без работа, тие некои ќе се вратат во претходните работните места, другите ќе видиме, ќе се организираме и ќе ги вработиме. Како пациент јас тука не би се лекував. Вака изјавивте при посетата на Штипската болница. Тоа е факт кој што го знаеме, но конкретното или многу поважно прашање е што правите за да ја подобрите таквата слика, министре? Значи, тоа што го кажав е точно така, но не размислувам така. Јас се лекувам тука во јавното здравство и мојата фамилија и сите кои имат потреба. Знаете зошто? Зошто ние имаме врвни здравствени работници, врвни кадри, значи и доктори, и професори, и медицински сестри, но тоа што досега на вистина фалело, било дефицит, не било како што треба, било организацијата и реорганизацијата, менаџирањето. И знам дека сите клиники имат буџет и некој знае да ги изменаџира тие финансиски средства, некои од менаџерите не знаат, но тоа што ние го правиме сега од првиот ден, значи по сите клиники имаме тајминг како тоа се одвива, ќе има контроли, има инспекции и таму кај ќе има недомаќинско работење, кај ќе има злоупотреба, кај гледаме дека некој не го бива за таа работа, ќе укажеме, се договараме и тие менаџери ќе барам да се сменат. Но тоа што е целта моја, ќе треба цела реорганизација и систематизација на цело здравство во Македонија. Ние конкретно во клинички центар немаме проблем со кадар, освен во одредени клиники или во радиологија, во другите имаме висок кадар и тоа хиперпродукција на висок кадар и затоа ја превзедов мерка да ги дисперзираме тие кадри низ цела држава. Имаме апарати кај ги покрила прашината, никогаш не се употребени, а некој дал донација за тоа. Да. Ќе ве прашам и за тоа, меѓутоа кога ги спомнавте кадрите, лекарите е факт дека бегаат од државата и си одат за повисоки подостоинствени плати.
Како ќе го спречите тоа, министер? Не е само тоа. Тоа што не чини во државата е правниот сектор. Значи, кога нема правда, луѓето не е заради тоа, не се чувствуваат и безбедни и бегат. Така тоа ние не можеме тоа во целост да го спречиме, но што тоа можеме ние да го направиме, и ние презоревме конкретни чекори. И ја реков, значи, од 6-та година медицина, стоматологија или фармација, ние да знаеме да имаме точна бројка, точна визија и да знаеме тие доктори млади кои утре ќе завршат, ќе дипломират, отма да му биде обезбедено работното место, пошто тие се најкритичните години, тие се тогаш на 24-25 години, кога треба да формираат фамилија, кога треба да се грижат за некого. Но треба да им понудите и соодветна плата. Точно така. Ние, нели знаете, од првиот ден, ја не сум среќен за тоа, за покачувањето на плата, но тоа се ветуваше една година и не се решаваше проблемот. Ја постапив одма, значи динамично, и побарав и го решивме тој проблем. И имаше покачувања на плати, што се минимални, здравствените работници заслужуваат многу повеќе од тоа. Спомнувате на неколку пати дека сте јавноста, знае дека и вие сте лекар и многу добро знаете дека во дел од клиниките, во некои лаборатории недостасуваат реагенси, дека често се случува пациенти сами да си купуваат терапија, инекции, во други не работат апарати, пациенти умираат од инфекција од интрахоспитални бактерии и така натаму. Често, многу чест проблем е цитостатиците, има, нема на луѓе пациенти кои што се зборат со една навистина тешка болест. Проблемот е во тендерите за доцната нели набавка за доцнати набавки воопшто. Имате ли решение за тој проблем? Тоа што ние правиме, еве за ретките болести конкретно ќе ви кажам, значи ние веќе направивме електронски модул што го немаше досега. Комисијата за ретки болести веќе има електронски модул каде точно ќе се знае кој лек, кој вид, до кога е употребата на лекот, кога истекнува и каде колку количествено го има лекот, дали го има, дали го нема, и во тоа што е најбитно, ја како министер и кабинетот во секој момент имаме увид точно кој лек каде и така ќе се контролира. Ја, секогаш не знам зошто не одговара никој за овие работи, дали и ја сакам сега да поставам некои постулати и механизми, без разлика дали ја ќе бидам министер или некој друг утре, да не е до волјата на министерот, дали сака да распишува тендери и да не распишува, да биде по автоматизам и со законска обврска, и таа е законска обврска, ама проблемот во оваа држава е што никој не одговара за таквите постапки. Кога сме кај лекот, докаде е постапката со набавка на лекот Трикафта за болните од цистична фиброза, односно за оние кои што не го добија се на списокот? Ние веќе протоколот помина, добивме позитивен одговор од Фондот за здравствено осигурување за финансирање на лекот Трикафта. Веќе ги направивме сите подготовки, значи имаме протоколи што ги немаше, имаме комисија и ќе имаме најсовремен центар за цистична фиброза. Малку е само контрадикторно да се најави центар за такви луѓе, односно да има пари за да се направи тој центар, а да се нема пари за терапијата која што им е потребна, за лекот кој што на некој начин велите го продолжува животниот век. Повеќе дел од таа, значи од тој, ние како прво мораме да имаме услови, прво, кај ќе лежат тие пациентите, тоа е основно, без тоа не можеме лекот да го даваме на улица, ме разбирате. Мислам да бидеме најасно тука, на чисто. Ние мораме да имаме таков центар и сега за секојаш ќе се постави таков центар и нема во иднина на некој ќе му текне, ајде некој ќе го пратиме вамо, ќе има и буџет за тоа, ќе има одреден буџет како за ретките болести, зашто и таа е ретка болест, и за цистична фиброза ќе има буџет и точно ќе се одредува. Но знаете, тоа што ние не можеме некои работи на вистина, сите се согласуваме дека преку ноќ овие работи не може да се променат, кои биле 30 години осамостојување на државата, само се амортизирале работите. Кај нас премногу бавно, практично не се гледа напредокот, од што ви кажав, се трупаат истите еве проблеми. конкретен случај ќе ви давам. Точно се согласувам со вас и ја повикувам од првиот ден. Значи, ако некој бил транспарентен, потранспарентно од ова нема. Дека е во лоша кондиција, дека треба реорганизација, дека не вистина дека нема буџет, имаат сите клиники буџет. Еве конкретно за Тетовска болница, значи не може една зграда интерна со кебиња да се носат пациентите, од 7 лифта еден да не работи. Тоа не е од вчера
И ја побарав и во влада и се, ама треба во јавни набавки да се бара тендерирање 3-4, викам луѓе ги носат со кебиња пациентите. Тоа е недозволиво. Но викат законите тоа го налагат и ја нормално морам да ги почитувам како прв на здравство, како министер морам да ги почитувам законите на државата. И сега, нели, и за тоа изгледа, за овие бирократски процедури, дека оди. Па затоа сите апелираме, како вие што апелирате и граѓаните сосема во право и пациентите, дека бавно се одвиват и ја апелирам, значи, во влада... И добивате одговор дека тоа е според закон. Според закон и законите се тие. А во меѓувреме луѓе чекаат и ние мора да... Ја пак ќе повторам, значи, ја им објаснувам дека треба да се сменат овие закони една за секогаш, да се поедностават процедурите кога се зборува за здравството. За здравството на вистина е ургентна состојба. Тука сакам да ве прашам, например, пациенти се жалат дека например не можат да најдат термин на одредени нели клиники, се чека доста. Меѓутоа, кога истиот тој пациент закажува за приватно, значи лекарот успева да му најде термин и да го прегледа ако плати приватно. Дали ќе ставите ред во мој термин? Тие се мерките што ние кажавме. Дисперзирање на хроничната терапија. Знаеме дека 30 до 40% од пациентите се пациенти кои доаѓаат да препишат хронична терапија конзилијарна. Тука ние од првиот ден презедовме, тоа од август ќе биде веќе преминувана, кај матичните лекари овие пациенти ќе го препишат лекот, зашто веќе дигиталната ера 21 век и зашто да најдеме можност тоа така да се организира. Зборуваме за дисперзирање, ама например еве спомнавте и самиот вие дека има апарати например за лекување на болни од канцер во Штип и во Битола кои што фаќаат прашина и кои што не се во употреба. За какво дисперзирање? Имаат акцелератори, а тој стои нема направен бункер 10 години. Има акцелератори кои конкретно еве ви зборува. И со тоа се занимавам од првиот ден. Значи, кои не се поставени на работа, на функција, зошто не се поставени? На вистина не ви знаел да ви кажам. Кога на државата такви апарати, еден таков апарат чини од 2 до 3 милиони евра, му чинила на државата, и некој не е способен тој апарат да го стави во функција, и тој апарат сега, еве на онкологија конкретно има апарат, кој треба да се постави на функција. Знаете колку барат? Барат сервисирање на тој истиот апарат околу 200-300 илјади евра сега да се стави употреба, зашто на некој навремено не било одговорен, зашто и некој го донел тој апарат, и фала Богу што го донел, и тоа е позитивно, но тој апарат зошто не е ставен во употреба? Тука, значи, ќе немаме и чекање многу, листа на чекање. И тоа со мој термин, што викат. Вистина е дека и денеска има проблеми во одредени клиники, но ние пративме контролори од мој термин, инспекција од министерство, на секои установи праќаме. И таму кажуваме, прво со упомена, со добро ги молим, да отварат термини за пациент. Во случај кога не отварат, ние имаме таква можност, значи законска, како министер, нашите ингеренции се целовкупни во целиот здравствен систем. И ние можеме тука, ако одреден колега не отвара термин, ние од мој термин наредуваме да се отвара 20 термини кај тој колега. А кога зборувате за контроли и за инспекции, дали може би сте приметиле или сте казниле некој колега, лекар кој што злоупотребувал во врска со мој термин? Значи, ова е кратко време, ние сега не одиме отма да казнуваме, значи не е целта да ги казнуваме колегите и здравствените работници, ние прво апелираме, значи имаме такви механизми и мерки, апелираме, даваме до знаење, ако тоа не се прави, бараме од менаџерот на клиника да оди на дисциплинска да одговара, зашто во крај до време, ако тоа не се прави, ќе се санкционира и менаџерот на здравствена установа или на клиника и самиот лекар. И тука нема да престанеме, ќе одиме до крај, но знаете, за 4 месеци толку можевме. Да. Министри, има уште многу теми, многу отворени прашања за кои што може да зборуваме, но во некоја друга прилика. Ви благодарам што бевте наш гостин. Ви благодарам за можност. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Довидување за една недела.